Владата предизборно турка нови скандалозни договори слични на оној со Бехтел и ЕНК со нула ќар за Македонија, со многу врски од наша страна и со уште повеќе нејасноти. Во собранието со европско знаменце се испратени 4 нови закони со подпис од Груби на предлог од Бектеши, а со кои би се исклучила примената на сите постоечки закони. Со еден од нив се предвидува изградба на комбинирана гасна централа за струја и топлина во Скопје, која треба да ја прави грчки Митилинеос. Македонија нема да добие никаков удел во централата, а има низа обврски, да им даде на грците субвенција од 50 милиони евра, да ја изгради целата индустријска зона, да ја купува произведената струја и топлина по цена повисока и од пазарната, а целиот ќар да оди кај инвеститорот. Македонските инженери со отворено писмо адресирано и до секој пратеник бараат веднаш да се запре носењето на овие штетни закони. Според инженерите, спорно е што е предвидено инвестицијата на Митилинеос да тежи 290 милиони евра, што би било двојно поскапо од реалната цена. Тие алармираат оти ваквата сделка е штетна за Македонија и оти државата само губи со ова, зашто и после 30 години постројката нема да остане во македонска сопственост. Проблем е што му се дава државна помош од речиси 50 милиони евра. Понатаму му се уредува индустријска зона во Железара, која што заедно со уредувањето чини околу 20 милиони евра. Таа инвестиција не може да чини повеќе од 180 милиони евра. Значи дури и во старт се промашени бројките, односно сериозно промашување има помеѓу 290 и 180 милиони евра. Со маржата и со ќарото што Митилинеос ќе го има, тој ќе си ја врати инвестицијата за 2-3 години. Македонија сериозно губи. Македонското електростопанство со изградба на постројката ќе биде доведено во ситуација да ја купува сета струја и топлина која би ја произведувале дури и во случај да не се произведени целосните потреби на мрежата. Дополнително финансиската штетност на законот е што емисиите на јаглерод диоксид по 2030 година согласно европската регулатива ќе ги плаќа Македонија, а не Митилинеос. Експертите посочуваат дека со многу помали ризици и со помалку пари енергетските капацитети Македонија може самостојно да ги реализира. Подобро ние да си купуваме струја на берза, одошто да купуваме струјата од Митилинеос, а уште повеќе му даваме 50 милиони евра на старт како државна помош и му даваме уреден плац со сите пристапни патишта, трфостаница, цевководи, мрежа за одведување на отпадни води, кои што секако чини 20 милиони евра. Конечно, ако Митилинеос има 40 и нешто милиони евра профит секоја година, подобро тој профит ние како држава да го имаме, а не тој како стратешки инвеститор. Значи со законот се штити стратешкиот инвеститор максимално, а воопшто не се штити македонскиот интерес, односно интересот на државата Македонија. Пакетот закони кои се со европско знаменце ги вклучува и проектите за соларен парк Стипион, проектот I'm Green ТЦХ и проектот за соларна електрична централа во Пехчева. Инженерите се надеваат на слухот пратениците дека нема да дозволат истите да поминат. И додека овие закони веќе се во собрание, иницијативата која ја понесоа Сдруженијето на инженери до владата за изготвување на закон за изградба на Чебрен од Македонија се уште чека на одговор.